Благодарам, подпредседателе. Почитуван заменик министер за финансии, почитувани колешки колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Би сакала со кусо обраќање за ребалансот на буџетот за 2021 година да дадам мој скромен придонес во дискусијата која што веќе четврт ден се води во оваа пленарна сала. Се надевам исто така дека со почитуваните колеги од опозицијата ќе имаме конструктивна дебата, бидејќи овој стратешки документ е доста важен за нашата држава и дека ќе можеме на еден соодветен начин, како што доликува, да ги соочиме нашите аргументи. Со предложениот ребаланс на буџетот за 2021 година, клучни приоритети остануваат: здравјето на граѓаните, економијата со стабилни параметри и здрави финансии. Од поопшт аспект погледнато, ребалансот за 2021 година е одраз на актуелните економски состојби во државата. Грижа во поглед на користењето на јавните средства и нивно искористување во реализација на поставените цели, спремност за справување со последиците од пандемијата со коронавирусот, а оттука произлегуваат и приоритетите до крајот на тековната година. Тоа се зголемување на обемот на инвестициите со директна поддршка на активностите на компаниите, отворање на нови работни места преку активни мерки за вработување, како и поддршка и развој на микро, мали и средни предпријатија. Она што е најважно е дека финансискиот стимул продолжува како за компаниите, така и за граѓаните, до целосно враќање на економијата на патот на економскиот раст. Основна заложба е инвестирање во трајни добра, особено во реализација на капитални инфраструктурни проекти. Патна и железничка инфраструктура, енергетска и комунална инфраструктура, како и капитални инвестиции и подобрување на условите во сите сектори: здравствениот, образовниот, социјалниот, како и во сферата на земјоделството и заштита на животната средина. Имајќи ги во предвид остварувањата на приходите за периодот јануари 2021 година, како и потребата од обезбедување на средства за спроведување на активностите предвидени со петиот и шестиот сет на пакет мерки, промените се однесуваат во првичните проекции во приходната и расходната страна на буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година. Направените проекции за приходите се направени врз основа на реализацијата на приходите за тековната година, очекувањата за економските остварувања во 2021 година, промени во даночната област, проширување на даночниот опфат, како и олеснети и поедноставени административни трошоци. Во структурата на вкупните приходи, даночните приходи учествуваат со 55,7%, односно истите се за околу 6 милиарди денари повеќе во однос на иницијалниот буџет. Би сакала сосема накратко, почитувани колеги, да ги набројам некои од приоритетите во даночниот систем, а тоа се: праведност во оданочувањето, поголема ефикасност и ефективност во наплата на приходите, подобар квалитет на услугите на граѓаните и воведување на повеќе дигитални услуги заради намалување на административниот товар. Не треба да се занемари фактот дека во рамките на идентично планираните расходи за исплата на плати и стоки на услуги со овој ребаланс на буџетот за 2021 година, обезбедени се финансиски средства за исплата на регрес за годишен одмор, како и дополнителни средства во здравствениот сектор за активностите кои што директно придонесуваат во борбата против здравствената криза, а се однесуваат на набавка на вакцини, лекови за имунизација на населението. Би сакала исто така да нагласам дека во расходната страна на буџетот се сведени на минимум сите непродуктивни трошоци на буџетските корисници, но без при тоа
се наруши нивното редовно подмирување на тековните обврски. Почитувани колешки и колеги, со предложениот ребаланс на буџетот се издвојуваат 2,7 милиарди евра за инвестиции во човечкиот капитал, односно во образование, здравство и социјална заштита, што во однос на периодот од пред 3 години е повеќе за половина милиарда евра. По COVID-19 кризата, креирањето на соодветни понуди согласно побарувачката на пазарот на трудот ќе остане голем предизвик за сите земји во светот. Тука, изминатите години, владата покажа силна заложба за подобро кореспондирање на понудата и побарувачката на пазарот на трудот и отаму и средствата за активните мерки за вработување од државниот буџет изминатите неколку години се неколкукратно зголемени. Годинава, како одговор на COVID-19 ефектите, со предложениот ребаланс ги зголемуваме средствата за активни мерки за вработување од 1,3 милиарди денари на историски највисоки досега 1,66 милиарди денари. За споредба, во 2016 година од буџетот беа издвоени само 530 милиони денари за активни мерки или трикратно пониски. Не треба да се занемари фактот дека ковид кризата беше, за жал, и се уште е глобална закана за акумулација на човечкиот капитал. Изминатите неколку години, владата настојуваше од секој буџет да издвојува повеќе средства за образование, здравство и социјална заштита. Така, со предложениот ребаланс на буџетот во областа на образование издвојуваме 28,6 милиарди денари или за 3 милиарди повеќе во однос на буџетот во 2018 година. Во здравство 46,7 милиарди денари или 14 милиарди повеќе во однос на 2018 година. И за социјална грижа 91,8 милиарди денари или 16,6 милиарди денари повеќе во однос на периодот од пред 3 години. Значи, за само 3 години има зголемување на инвестициите во човечкиот капитал од над 30 милиарди денари или над половина милиарда евра. Зборуваме за 2,7 милиарди евра инвестиции во човечкиот капитал на годишно ниво. Она што исто така сакам да го нагласам е дека со ребалансот на буџетот за 2021 година се обезбедуваат потребните средства кредити со 0% камата преку Развојната банка за најпогодените сектори во износ од 615 милиони денари. Кредитна гарантна шема, преку Развојната банка во износ од 300 милиони денари, формирање фонд за поддршка на извозни компании преку Развојната банка во износ од 610 милиони денари, капитални инвестиции во рурален развој преку ИПАРД програмата во износ од 500 милиони денари. За здравство 123 милиони денари за реконструкција на јавните здравствени установи. 790 милиони денари за медицинска опрема, изградба и монтажа на модуларни болници. За набавка на лекови и вакцини и за имунизација на населението. Во земјоделскиот сектор се обезбедуваат дополнителни 3 милиарди денари. За заштита на животната средина се зајакнува со нова програма за зелен развој со 685 милиони денари. Вкупно со ребалансот на буџетот се обезбедува поддршка за стопанството, како и дополнителни средства во здравството, со што ќе се обезбеди заздравување и враќање на економијата на патот на економскиот раст. Би сакала посебно да ги истакнам податоците што се однесуваат во однос на Министерството за труд и социјална заштита, затоа што тие високо на својата агенда го имаат ставено пред училишното воспитание и образование. Вложувањето во ран детски развој, мислам дека сите ќе се сложиме дека е од извонредно значење за нашата подобра иднина, за да имаме општество со здрава нација, младина со добри навики. Наша проекција дека до крајот на овој мандат 60% од децата на предучилишна возраст ќе бидат
сместени во детските градинки. За таа цел, за само 10 месеци отворивме 13 нови градинки, кои го зголемија капацитетот за сместување за 850 деца. За овие градинки Министерството од својот буџет издвои вкупно 193,5 милиони денари. До крајот на ова година планирани се отворање на уште 12 нови градинки, со што вкупно ќе се зголеми опфатот на деца за 1390. Новите објекти што се отвараат се енергетски ефикасни со сите параметри кои што се потребни, сончеви колектори, што значи дека не се зависни од електрична енергија, имаат керамички вентилирачки фасади во својство на прочистувачи на воздух, а од грејење на нафта се преминува кон еколошко грејење. Покрај отворање на нови објекти, детски градинки, континуирано се работи и во надградба на персоналот кој што работи за нашите деца, затоа што само со нивната поголема стручност и компетенција ќе обезбедиме поголем квалитет на севкупниот образовен систем. Кога во 2020 година започна корона кризата, Министерството за труд и социјална заштита со одлука ги намали критериумите за пристап до гарантирана минимална помош. Целта беше инстантно да им се помогне на сите оние лица кои што беа во најтешка финансиска положба, зашто помалку да страдаат од кризата. Се олесни во значителна мерка и критериумот за добивање на детски додаток, со што се овозможи дополнителна финансиска помош и за родителите, но и за децата. Со измени во Законот за социјална заштита го олеснивме пристапот до гарантирана минимална помош и овозможивме влез на 6500 домаќинства во системот на социјална заштита. Но, преку социјалните реформи во оваа сфера, не направивме само влез во системот, туку напротив и активирање на пазарот на трудот на овие лица. Затоа што фактички суштината на социјалната реформа не е само да генерира нови корисници, туку и нивно вадење од системот за социјална заштита. Тоа го направивме со конекција на центрите за социјална заштита со Агенцијата за вработување, со тоа што се мапира највработливите лица од семејствата и на нив им се обезбедија соодветни обуки кои што ќе ги подготват за одредена работа. Образовниот додаток, кој што порано го добивале околу 23.300 лица, денес тој податок и број е зголемен на 15.266 лица. Тоа значи, ако дотогаш од буџетот за образовен додаток се издвојувале околу 7 милиони денари годишно, денес за таа намена владата обезбедува скоро 6 пати повеќе средства. Бројот на корисници на така наречената туѓа нега во 2014 година изнесувал 25.000 корисници, за да истиот овој број денеска е двојно зголемен и се обезбедуваат околу 200 милиони денари. Со оперативниот план за активни мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година се утврдуваат програмите, мерките, услугите за вработување, кои ќе обезбедат создавање на нови работни места, подршка и креирање и зголемување на вработливоста на невработени лица. Почитувани присутни, вкупната вредност на овој оперативен план изнесува 1,5 милиарда денари, а вкупниот опфат на лицата изнесува 10.279. Мерките кои ги содржи оперативниот план се подршка за самовработување, креирање на нови работни места, практиканство, обуки, како исплата на младински додаток на 2500 лица. Оно што е особено важно и сакам при крајот на мојата дискусија да го истакнам, дека реализацијата на оперативниот план за 2020 година беше со 94,5%, а опатот на невработените лица 10.953, а вкупно реализирани средства во вредност од 1 милиарда и 270 милиони денари. Мора да се нагласи дека Министерството за труд и социјална политика има исто така висока реализација од 45% на капиталните инвестиции во првата половина од 2021 година. Додека буџетот на ова министерство по сите програми и сите извори на средства за 2020 година изнесува 98,16%.
Со овој ребаланс на буџетот се зголемуваат средствата за капитални инвестиции за проекти во детска и социјална заштита. Не треба да се занемари фактот дека пензискиот фонд е стабилен и во услови на пандемија. Владата успеа да го гарантира известноста на пензиите и со тоа да ја покаже својата грижа кон највозрастните наши граѓани кои што тоа и го заслужуваат. Исплатата на пензија е редовна, таа се доврши дури пред време. Фискалниот стимул на стопанството и за граѓаните мора да придонесе до целосно заздравување и враќање на економијата на патот на економскиот раст. Во таа насока е ребалансот на буџетот за кој расправаме денес. Повисоките капитални инвестиции, продолжувањето на поддршката на стопанството ќе ја стимулира економската активност и растот, со што ќе постигнеме проектираните стапки од 4,1%. Почитувани колеги од опозицијата, се надевам дека ќе дебатираме, зашто добро и здраво е да се дебатира со факти, аргументи и бројки, дека нема да го спуштиме нивото на дискусијата во нашите аргументации, заради јавноста која што не следи, и токму заради тоа ќе смогнеме сили, напори, ќе согледаме дека од заеднички интерес е да го поддржиме ребалансот на буџетот, бидејќи само тој гарантира стабилна развојна економија и шанса за сите наши граѓани. Ви благодарам на вниманието.